Добро вечер. Вторник, 22 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. Вас кои сте мембар и мембар се користите опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов. Гледам во ова опција на телефонот, на мобилно телефон на која снимаме вонредна политичка анализа. И право да ви кажам, после долго време не знам што да ви кажам, иако имам едно 10-15 анализи што сакам да ги кажам или сакам да ги направам. Меѓутоа и сами гледате во каква состојба се наоѓа државата. Тој самите го чувствувате, можеби не можете да ги врзите политичките процеси, кој со кого, кој против кого, меѓутоа ги гледате работите. Гледате во кој правец оди државата. Гледате една хајка, една харанга која се случи во Софија, но се случи и тука во Република Македонија. Ние како да се подготвуваме во наводници за војна со Република Бугарија. Јас сум малце повозрасен, паметам малку што се случуваше 70-тите години, кога работнички кошаркашкиот клуб работнички играше со бугарски клуб тука и пеевме бугари татарини за проста маса, не вем бива. Па се сеќам 80-тите години најголемиот митинг во центарот на Скопје против политиката на бугарските власти кон македонците во Република Бугарија или тогаш Народна Република Бугарија. По одредени тензии во текот на 90-тите 2000-те години, па не подпишување договор Желјо Желјов и Григоров, меѓутоа никогаш не бил создаван ваков амбиент. Овој амбиент како пред некоја воена состојба, некој воен конфликт помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Денес, кога ја кажуваме вонредна политичка анализа, еврокомесарот Марта Кос беше тука во Република Македонија. Дава една исклучително несмасна изјава и се мобилизира македонската јавност, бидејќи идентитетот на македонците е сведен на одредени кулинарски величини, ајвар, пинџур, тавче, гравче, полнати пиперки, така натаму и така натаму. И знаете, проблемот не е Марта Кос што тоа го кажува, ако тоа е сериозен проблем и веројатно треба да реагира и македонската држава, да реагира и Европската комисија. Има по мене или според мене два многу поголеми проблеми. Пред 33 години тука беше не Марта Кос, беше Милан Кучан. Имаше средби со Слободан Милошевиќ, со Киро Глигоров и расправа за еднината на СФР Југославија, вклучително еднината на Република Македонија. После 33-34 години Марта Кос како представник на Словенија во Европската комисија или еврокомисар за проширување е тука во Република Македонија. Словенија веќе 15 години повеќе е членка на НАТО и членка на Европската унија и ни кажува што треба ние да правиме за да станеме членка на Европската унија. Гледате, потрошени 30-34 години. И сега ние тука ќе ламентираме дека нашата македонска приказна е многу тешка, дека е најтешка приказна, дека последни сме направиле држава на Балканот и така натаму и така натаму, дека хрватите, србите, словенците имале многу полесни приказни и дека бидејќи биле полесни приказните ги решиле тие приказни, сега се членки на Европската унија. Па не е така. Па Пирански залив, па војна помеѓу тогашната територијална одбрана на Словенија и армијата на СФР Југославија или Југословенската народна армија. Па проблемите со Хрватска, проблемите со Италија, проблемите со Австрија и така натаму. Да не говориме за војната во Хрватска, па окупирани делови, повеќе од една четвртина од територијата на Хрватска 3 или 4 години беше окупирана до Југословенската или остатоците на Југословенската народна армија. Па војната во Босна и Херцеговина, па Дејтонски мировен договор и така натаму и така натаму. Сакам да кажам 33-34 години скакулците е изедно еднината на Република Македонија. Ако се вратиме на за 93 година, кога Република Македонија станува членка на Обединетите нации, пред да биде подпишана времената спогодба и со подпишување на времената спогодба, таму има формулација дека ќе се разговара не за разликите, туку за разликата околу името. Само една единствена разлика во преговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција или Хеленската демократија. Метју Нимици, овие што беа меѓународни представници, кои требаше да изнедат задоволително решение помеѓу Атина и помеѓу Скопје, разговара само за една разлика, тоа е разликата околу името, како ќе сеќаме дали ќе биде ерго омнес, дали ќе биде за меѓународно потреби и така натаму и така натаму. И доаѓа Никола Груевски и го праќа Метју Нимиц на Света Гора да разговара за црква, да разговара за идентитет, да разговара за се и се што и самите ние го испроблематизиравме идентитетот. И наместо да разговараме за разлика околу името, ние разговаравме за се и се што вклучително идентитетот. Не знам дали се сеќавате каква хајка кон починатиот Киро Глигоров се водеше за една негова изјава, ми се чини дека тоа е 93-та, 4-та, 5-та година пред Ке д'Орсеј во Франција, после средбите со Митаран и со француското тогашно раководство, кај што тој кажа дека ние сме Словени кои во 6-тиот век дошле тука на Балканскиот полуостров. А Растурсис, там Сарма го направи Киро Глигоров. Па ајде сетете се,
какви конфликти, какви напади трпеа сите кои некаде пред 15 години во најсилната власт на Никола Груевски се произнесува дека имаме словенско потекло. Ние станавме антички македонци. Сами си го сменивме идентитетот, веќе беше навредливо да сме Словени и не бевме горди, храбри антички македонци, па навивавме така, па фаланги, така натаму и така натаму. Држава и народ кои сами ќе почнат да боричкат по идентитетот, да барат од другите, кои 1, 2 или 3 века, не го признаваат тоа. Не ја признаваат македонската реалност. 2 балкански војни се направени поради македонското прашање или така нареченото источно прашање и ние точно знаеме дека не можеме да ги натераме нив тие да го прифатат тоа што ние го мислиме, но за нас е клучно поголемите сили, Соединетите американски држави, Европската унија, така натаму, да може да ја прифатат нашата позиција. Кога бевме, ми се чини дека некаде 2004 година признати од Соединетите американски држави под уставно име и тогаш една група на луѓе, вклучително Љубомир Фрчковски, Мирка Велиновска, Катерина Влажевска, така натаму, бара итно прекинување на преговорите со Република Грција, бидејќи не призна американците решено македонско-грчко прашање, тогаш американците не рекоа дека тие не призна под уставно име за да ја засилат преговарачката позиција на Република Македонија. На сите брифинзи со видни американски представници тоа ни беше посебно потенцирано дека се засилува македонската позиција пред финалното решавање на македонско-грчкиот конфликт, што рече дека тие те признават под уставно име, но тоа не е трајно решение, туку те признават под уставно име за да имаш подобра преговарачка позиција. Кога ние самите почнуваме да се нарешуваме преговарачката позиција, пред 2 години со францускиот предлог воопшто не беа поставени вакви прашања. Дали е добар? Не е добар. Францускиот предлог може да биде многу подобар, може да биде многу полош, како сега стојат работите ка стално од ден на ден се полош. Зошто? Бидејќи ние самите чепнавме во нешто што нас можеше да ни донесе бенефит повеќе од 50%. Знаете, нема решение кои ги прави среќни едната или другата страна. Имате решенија кои се трајни решенија или се долгорочни решенија кои ја прават подеднакво среќни, подеднакво несреќни, имате основа да се договорите. Ако едните се задоволни, а другите се незадоволни, тоа е капитулација. Ниту еден меѓународен договор, освен ако немате изгубено на воено или на боено поле, нема да биде така направен 100% да е на ваша страна или 100% да биде во ваша штета. Што ќе рече, кога ќе направите одреден договор, треба да знаете да живеете со договор. Ние македонците очигледно не знаеме да живееме со нашите договори и тие договори изминатите 33-34 години се генератор на фрустрации. Сите наредни генерации кои се раѓаат, кои доаѓаат на сцена во Република Македонија, ние ги негуваме, ги храниме со тие фрустрации, дали приемат во Обединетите нации, дали времена спогодба, дали рамковен договор, дали не знам преспански договор, дали француски предлог. Сите договори се искористени да ги негуваме како печурки идните генерации полни со фрустрации. Држава со население и граѓани кои се така наклюкани и инјектирани со фрустрации има многу тешка иднина пред себе. Главните случувања или главното сврталиште, собиралиште вчера беше во хотелот Хилтон. Некаде околу 21-22 часот, сите овие представници кои учествуваат денес на овој настан Open Balkan тука во Република Македонија, дојдоа, пристигна во хотелот Хилтон. Не знаев, тој е на 200-300 метри тука оддалечено од местото кај што кажуваме во онредни политички анализи. Не знае дека ќе беа сместени во хотел Хилтон во 20 часот и 30 минути со Оливер Андонов имавме договорено тамо, пиевме кафе, бидејќи во наводници во турскиот хотел не можеме да пиеме турски чај и Кока-кола зеро. Седнуваме на некоја споредна маса, тука лефтарно облечени, бермуди, некоја, мислам дека во оваа мајца во која кажувам, ова вонредна политичка анализа и до нас. Полиција, во наводници ВМРО-ска полиција, мотороли, токи, воки, фрчат информации, стига тој, и така натаму и така. Но сите тука во периметар, што би рекол премиерот Христан Мицкоски, периметар од 50 метри, сите може да слушнат кој доаѓа, кој го пречекува, каде треба да пристигне, кога пристигну и така натаму и така натаму. Знаете, кој е првиот впечаток? Луѓеве, не бива за ништо. Тоа е толку штуро, толку неумешно. Никој не да ја пречека, ни да направи. Претходно тие имале некој прием во вилата на Христан Мицкоски наводно и доаѓа да бидат сместени тука во хотелот Хилтон. Меѓутоа, знаете, протокол, а ние сме патувале, сме учествувале на одредени настани, одредени самити, така натаму и така натаму. Протокол кој се прави, тоа е по ПС, тоа е војнички што се вели под конец. Овде никој влегува, излегува. Тој Старович кој требаше да го замени, тој мислам вице-премиер за европски интеграција во владата на Република Србија.
доаѓа, пред него влегува Албин Курти, сите доаѓаат веројатно со авиончење, освен Албин Курти, бидејќи поради близината на Приштина и Скопје, тоа некаде 100 километри, доаѓа со негово возило, со 3 или 4 возила со косовски регистарски таблички. Тој влегува пред него, за да не се поздрава Старовиќ и Албин Курти, овој останува тамо, седнува на масите 15-20 минути, чека, не може да влезе во хотелот, никој не му приоѓа, никој не му престапува, никој ништо не го прашува. Вие добивате чувство дека ова е едно тотално село без куќа. Ни Тим Чумуцунски тука, може бил внатре, не сум го видел. Ниту некој представник, некој треба да ги дружи, некој кафе да пие со нив. Дојде председател Али Ахмети, веројатно имаше средба тука во хотелот Хилтон со Еди Рама и со Албин Курти, нели она снимка, она видео кој беше објавено вечерта, синоќа вечерта беше објавено за средба на Еди Рама и на Али Ахмети, каде што се си даваат петка, кај што се поздравуваат и така натаму и така натаму. И тоа во хотел Хилтон, знаете, покажува каде државата се наоѓа во однос не на европските држави, туку во однос на овие балкански држави. Знаете ли што може да ни се случи во Република Македонија? Не словенците и Марта Хос, хрватите да ви направат хрватска партија во Република Македонија. Не ставија во српски свет. Сакаме да бидеме во српски свет. Па хрватите пред 33-34 години го убедува ВМРО ДПМН да отвори јужен фронт во Македонија, во Косово и делови на Албанија, за да биде разлечена линијата на војување на поранешна Југословенска народна армија под контрола на Белград и тогашното српско раководство. И ако тоа биле подготвени да го направат пред 33-34 години, тогаш какви се шансите? Јас мислам огромни се шансите, иако некои такви информации имат стигнато до мене, дека може да биде формирана Хрватска партија во Република Македонија. Дали во тоа ќе учествува хрватската држава или нема да учествува, дали ќе биде репрезиран некој модел, некој сценарио на Хрватска партија во Црна Гора, која е клучна во правењето на сите влади по завршување на парламентарни избори во Црна Гора, ќе видиме. Но можете ли да изброите колку ваши соседи, пријатели, роднини се на печалба во Хрватска? Па нема пицерија на Јадранско море каде што не работат македонци, дали пица мајстори, дали келнери, дали конобари. Сите овие мајстори тука, водоинсталатери, електричари, кои сме ги викали изминатите 20 или 30 години, не можеме да ги најдеме бидејќи работат во Хрватска. И сега замислете хрватите да направат хрватска партија, овие си добијат хрватски државјанства, сега има одредени држави кои дозволуваат да има две државјанства, но во Словенија ако сакате да имате словенечко државјанство, треба да се откажете од македонско државјанство. Има некои примери и во други земји кои се членки на Европската унија. Ако хрватскиот закон е таков, за да добиете хрватско државјанство, да се откажете од македонско државјанство, па кога ќе ви направат хрватска партија во Република Македонија, а тие кои имат хрватско државјанство, ќе имат привилегии или ќе имат подобри услови за работење сезонско, на црно, времено или било како трајно вработување во Хрватска, па сите ќе земат, ако земале бугарски државјанства, ќе земат хрватски државјанства. И така, сакајќи да бидеме дел на српски свет, хрватите ќе да направат партија, бидејќи хрватите заедно со црногорците, заедно со бугарите, не се во пакетот на уставни измени во Република Македонија. Па ако не се во пакетот на уставни измени, ќе направат политичка партија Хрватска и таа политичка партија Хрватска ќе ви го репрезира или ќе не го репрезира бугарското сценарио во Република Македонија. Кога нема да се завршиме домашната задача, ќе бидеме како вејка на ветрот, кој ќе стигне, ќе не лула на лево или на десно. Не знам дали чувствувате, се крши Република Македонија. Во многу тешка ситуација, тоа мириса во воздухот. Се крши Република Македонија, ќе име како ќе биде скршена. Како оној леп Петар Гошев со чисти раце кога кршеше, малку поинаку, подобро, полошо, ќе видиме, меѓутоа се наоѓаме во еден критичен моментум, што би рекле политичарите, ќе видиме кој правец годи Република Македонија. Во престрет на анализата на наредниот вторник, како некоја подлошка, како некоја вовет, како некоја вертира за таа анализа на наредниот вторник, има една теза која ја слушам тука во македонската јавност или во политичките кулуари, дека во случај Виктор Орбан да ги изгуби изборите наредната година, а таму анкетите се во корис на унгарската опозиција, разликата е 3-4%, па дури до 10% предност на унгарската опозиција во однос на партијата Фидес на Виктор Орбан, што ќе се случи со Никола Груевски. Односно дека судбината на Никола Груевски зависи од судбината на Виктор Орбан. Најде да ја смениме тезата. Дали баш судбината на Никола Груевски зависи од судбината на Виктор Орбан или многу повеќе судбината на Христијан Мицкоски зависи од судбината на Виктор Орбан, но тоа ќе анализираме нареден вторник 20 часот и 30 минути. Љубомир Ѓурчевски има дадено стотици интервјуа за ВМРО-ски подкасти,
прво интервју за подкастот или емисијата во Центар и најава за една или за две тужби. Значи се искорна, се историја од интервјуа на ВМРО-ски подкаст и Сирот прв пат дојде во емисијата во Центар, и тоа е тежината на емисијата во Центар. Вие може да кажувате било каде одредени работи, што сте ги кажували или што сте мислели да ги кажувате, кога ќе дојдете во емисијата во Центар, тога сите со одредени лупи, со одредени диоптри, ќе ве гледат, ќе ве слушат, ќе ве анализират, ќе сакат да инсконструират. Сега има најава дека Биг Мама, Кираца Трајковска, ќе поднеси тужба, дали против мене, дали против Љубомир Гручевски, дали против двајцата, дали против едниот или против вториот, ќе видиме. Инаку Кираца Трајковска ја чекам на интервју од 1994-95 година. Ниту една покана, последната беше пред еден месец, затоа и Гоце Трајковски беше донесен во емисијата во Центар, да слушнеме што мисли синчето Гоце Трајковски, но што мисли да направиме некоја увертира за Биг Мама да гостува во со интервју во емисијата во Центар. Бидејќи сметам дека Гоце Трајковски и Кираца Трајковска знаат многу повеќе. Многу повеќе, вклучително и за овој случај со Лјупчо Палевски Палчо, убиствата на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски. Беше во средата, значи некаде пред 6 дена, пресуда, првостепена пресуда, 4 доживотни казни. Во историјата на македонското правосудство не се има случајно еден случај, 4 доживотни казни. Една траљава, една неумесна истрага, полициска обвинителска истрага. И нели тука се поставува прашањето зошто е тоа така направено? Не знаат, намерно го направија, намерно сака да ги забошотат одредени докази, одредени траги, намерно прават одредена пресуда, одредено образложение, одредена разрешница, за да тоа падне на апелација, па бак да се врати случајот, па да се влече во судските лавиринти, повеќе се притвореници во Шутка или во Шуторизере да не бидат префрлени во Идризово, бидејќи ќе има топол дочек сигурно во Идризово, така што има мноштво на прашалници. Ние тука ќе анализираме барем 3 или 4 точки од тој случај Лјупчо Палевски Палчо, зошто е така постапено. Првата теза е дека Лјупчо Палевски Палчо, ако сакал да наплати одредени пари, тоа можел да го направи со бомбите, дека располагал со огромно количество на бомби и дека со помош на тие бомби можел да рекетира, не можел да рекетира. Бидејќи тоа можеби го правел, веројатно и го правел, но во еден период кога се обиде да скрши Тврд Орев, еден поранешен шеф на државна безбедност во Република Македонија, еден моќен банкар во Република Македонија и еден од најблиските соработници на Али Ахмети, тој требаше да биде во наводници уценуван или рекетира со одредени интимни телефонски разговори за влакно спаси жива глава. Ке беше или ке го изедеше помрачен на Камен мост во центарот на Скопје, да не беше интервенцијата на агентот Силвер, за да може да ги спастири, да ги запакува работите. Веројатно сега ќе говоревме за Лјупчо Палевски Палчо во минато свршено време. Тоа е под број 1. Под број 2, дали Лјупчо Палевски Палчо и целата ова булумента околу него, овој лумпер пролетаријат околу него, овие по Алиекспрес испратени црвени бригади тука во Република Македонија, биле слушани, биле ставени под ПИМ мерки или не биле слушани во престрет на самитот на ОПСЕ во Република Македонија, тоа е 2023 година. Ако не се лажам, 29, 30 ноември, 1 декември 2023 година, значи 2-3 дена после убиството на Вања Ѓорчевска, кој се случува на 27 и Панче Жежовски, кој се случува на 22 ноември. Ставен бил Лјупчо Палевски на ПИМ мерки или на прислушкување или не бил ставен на ПИМ мерки или на прислушкување? Па кога Јосип Броз Тито доаѓаше тука во Република Македонија во она комунистичко време, сите кои беа на Голиот ток беа 2 или 3 дена ставани на топол обрук 3 пати на ден, за да не може да направат нешто и да му напакостат, да му наштетат на Јосип Броз Тито. Самитот на ОПСЕ Скопје беше најобезбедуван град тамо некаде крајот на ноември, почетокот на декември 2023 година. Ова во наводници радикална структура на Лјупчо Палевски Палчо, која фрчеше со бомби, која се закануваше за насилно освојување, менување на власта, како што вели Фросина Раменски располагали со одредени списоци за ликвидации, па како што вела дел од обвинетите, тие ископале поголема дупка во околината на Веле за да може тамо да стават повеќе тела, бидејќи планирале да имат повеќе одредени киднапирања, тела и така натаму, да можат да бидат наплатени или да може да се наплатат. Така што тука се постава прашањето ставен или не е ставен Лјупчо Палевски Палчо на одредени ПИМ мерки или на прислушкување. Ако бил ставен, дали е тоа направено со судски налог?
И ако не е направено со судски налог, тогаш дали имале информации што правел Палчо ако бил ставен на прислушкување? Дали некој можел да го спречи убиството на Вања Игорчевска? Дали некој можел да го лоцира движењето на Лјупчо Палевски Палчо? Немајте. Државен секретар или министар за надворешни работи на Соединетите американски држави е во Скопје. Министар за надворешни работи на Руската Федерација е во Скопје. И државата, овие радикални структури, познати под насилни политички методи на делување, па сетете се што му направија на Бранко Геровски, беше полеан со боја во центарот на Скопје колегата Бранко Геровски, можеше да се претпостави дека некој член на делегација седнат на кафе во Мериот, седнат на кафе во Александар Палас, седнат на кафе во Хилтон, може да му биде нешто направено. Тоа би бил огромен срам за Република Македонија. Така што сега директно ја прашувам полицијата, биле прислушкувани или не биле прислушкувани? Ако биле прислушкувани, како биле прислушкувани? Законски или незаконски? Ако биле прислушкувани, имале ли информации или немале информации? Може ли да биде спречено, ако се случило на Панче Жизовски на 22 ноември, на Вања Горчевска на 27 ноември, значи 5 дена, можело да биде спречено или не можело да биде спречено? И дали полицијата намерно е прави така јалова истрагата за да скрие некои траги во нивното делување и нивното функционирање? Ако не бил ставен на прислушкување или на ПМ мерки, па зошто не бил ставен? Тоа бил најголем настан во последните 33-34 години во Република Македонија. Целата европска елита е присутна тука, во главниот град на Република Македонија, и вие дел на оваа структура која се закануваше со насилни мерки за преспански договор, менување име, па собираше подписи за спречување на договор помеѓу Вселенската патриаршија и Македонската православна црква, зашто не сте го ставиле? Па ако сте го ставиле, можеби ќе сте добили одредени информации. Знаете, како да свртите? Полицијата тука има направено на сериозно промашување. Ако го ставиле, зошто не го контролирале? Ако не го ставиле, зошто не го ставиле? Имаше многу колеги и многу гледачи на емисијата во Центар кои ме прашува после емисијата во неделата како можел Кишишев, Владко Кишишев, човек на 66-67 години, да биде толку исплашен, да биде толку полтронски поставен, легнат, постелен пред Лјупчо Палевски Палчо, да спие доле на Рогозина, да го шета кучето, да му прави кафе, да му готви, да не може да работи во Хрватска, да изработи или да заработи одредени пари, да може да си го прерани семејството. Па е новинар еден, неки Шишев, туку и новинар, кој сака нели да се декларира, да се промовира како лидер на македонското новинарство, го шеташе кучето на Палчо, кангалот Хера. Живееше во Момин поток кај Палчо. Ги слушаше бомбите на Палчо и му беше послушен и верен до гроб на Лјупчо Палевски Палчо и со да го поврзи Лјупчо Палевски Палчо со сегашната партија на власт во Република Македонија. Значи неки Шишев, човек со скромно образование, со скромни интелектуални капацитети, туку овој еден од лидерите на македонското новинарство, во иста таква ситуација и подредена позиција беше распостелен како чергиче пред Лјупчо Палевски Палчо. Тие списоци, да се вратиме на списоците за ликвидација. Беше ли овој партениот Бигорски манастир на тие списоци за ликвидација? Колку сериозни беа тие списоци за ликвидација? Се сеќавате каква харанга Лјупчо Палевски Палчо водеше кон партениот Бигорскиот манастир. И тоа има сега ескалација околу изборот наследник на митрополитот Тимотеј, кој почина пред неколку месеци, кој да биде начело на Охрид. Охрид, како престолнина на Охридската архиепископија во времето, е символ на Македонската православна црква. Сеќавате каков конфликт да не биде партени, па се мобилизираше и Ќоро, и Сакото, и Удба, и Кос, и Ција, и Бија, и така натаму. И така натаму, само да не биде избран партени. Не велам дека требаше да биде избран партени, но каква харанга беше направена. Дел на тие структури, кои сега работеа против партени, па беа, не би рекол духовни татковци, туку идеолошки татковци на Лјупчо Палевски Палчо, може би финансиски, може би политички, може би геополитички, го врзувале со антени кон Белград, кон Москва и така натаму и така натаму. Што ка рече дека станува збор за една сериозна структура, и ние треба да одговориме на прашањето дали е тоа структура, а тоа не го покаже истрагата. Затоа се очекувам дека некој истрага, знаете кој ви се случи таков еден грозоморен настан. Грозоморен настан, нешто слично на Смилковско езеро 2012 година, иако има одредени елементи
кои можеби да направат поврзување помеѓу Смилковско езеро, не дека го направи Лјупчо Палевски Палчо, но можеби некои елементи да најдеме кои може да ги поврзат настаните со Смилковско езеро и ово убиство на Вања Ѓурчевска, ватарот на село Бразда. Секој кој има тамо проаѓено, кој се има тамо движено, гледате дека атарот на село Бразда е на неколку километри оддалечено од Радишени и на некои 7-8 километри, а воздушна линија тоа е помалку од 5 или 6 километри. Со автомобил вие можете за 7-8 минути да помините од атарот на село Бразда до атарот на Смилковско езеро. И таму има 5 луѓе, 4 деца, повторно малолетни деца. Исти тип на убиство. Не велам дека е Лјупчо Палевски Палчо, само велам исти тип на убиство. Затоа ви објаснувам во интервјуто со двајцата адвокати како е реализирано убиството на Вања Ѓурчевски и Панче Жижовски. Од горе кон доле, значи тие се седнати, тие се клекнати од горе кон доле, од напред кон назад, канали 17 и 31 сантиметар. Па на сличен начин се екзекутирани децата. Смилковско езеро. И тогаш имаше, како што имаше на почетокот на убиството на Вања Ѓурчевска, кога не знаевме што се случи со Вања Ѓурчевска, овој експерт на Еразмус, кој подоцна го наградуват да дојде на Еразмус, каква антиалбанска кампања и истерија создаваше на социјалните мрежи. Ако не каже Министерството за внатрешни работи, тој ќе каже албанци се замешани. Па имаш исто одредена изјава на оние видови човек ли што ли беше од Косово. Гледате, целата иста, не велам дека се исти учесниците, не велам дека се исти ракописите, туку смрди целата приказна едната другата оддалечено 5 или 6 километри, што ќе рече дека во такви услови безбедносните структури тоа треба да го искористат како импулс за сериозен ремонт, не само на безбедносните структури, туку на безбедносните протоколи во Република Македонија. Зошто ни се случува? Како ни се случува? Каква поука, каква порака треба да извлечеме? И под број 4. Јас мислам дека има луѓе кои не кажаа се. Има луѓе кои знаат многу повеќе. Некои од нив можеби биле интервјуирани во емисијата во Центар. Можеби јас не сум бил доволно умешен или сум сакал нив да ги навлечам да гостувам во емисијата во Центар за подоса да има плюс уште едно плюс. Второ интервју, например, таткото на Вања Ѓурчевска. Се обидов на неколку пати после неговото ослободување да го поканам да гостува во емисијата во Центар, не успеа во тоа. Меѓутоа, гледате, имате Биг Мама. Биг Мама, како што самата вели, 2020 година го посетила во Белград Лјупчо Палевски Палчо. Јас имам информација дека Лјупчо Палевски Палчо, освен што еден временски период го поминал во затворите во Република Србија, пред да биде екстрадиран на Република Хрватска по барање на хрватските власти, еден временски период го има поминато во вилите на БИА или на Безбедносно информативната агенција, па ви покажува фотографии со меланомот пред да оди во Белград и со меланомот без меланомот од кога се вратил од Белград. Биг Мама го посетила или не го посетила? Биг Мама е втора братучатка на жената, сопругата на Лјупчо Палевски Палчо или не е? Втора братучатка. Биг Мама била на свадбата или не била на свадбата на Лјупчо Палевски Палчо? Среќа немам кафич, инаку синчето на Биг Мама ќе дојдеше и во налет на еуфорија, да не речам агресија, ќе му го запалеше кафичот како овие несрекници кои случајно беа препознати дека се симпатизерали, дека тама во тој кафич пиеле кафе или пиеле пиво овие членови на партијата на Лјупчо Палевски Палчо. Таткото е 1,5 година држан во притвор. Не еден месец, не 2 месеци вие да ја задоволите констернираната македонска јавност. 1,5 година. Која полиција, кој обвинителство, кој судија, без сериозни докази, ќе дозволи таткото на девојчето да лежи во притвор, дали во шуторизари, дали во домашен притвор. Така што, знаете, таа пресуда, јас сега не сакам да глумам правен експерт како овие политичари во Република Македонија, за мене е многу сомнителна и контрадикторна, многу ми смрди, и Ќоро и Сакато се крена, и БИА, и МИА, и ЦИА, да има одредена пресуда во таков правец како што беше пресудата во средата, минатата среда, 4 доживотни казни и една ослободителна пресуда. Многу смрди, почитувани гледачи. Јас се надам дека некоја идна прилика, некоја друга или ова иста Биг Мама, некоја блиска на Биг Мама или близок на Биг Мама, близок на таткото или некој од адвокатите, дека ќе се скршат, ќе сакат нешто да каже. Гледате, Биг Мама седела во Белград, тука на джойстик си гледала, се читала портали и одеднаш, како што самата вели, поврзала 2 убиства во Велес и во Скопје и му дала
на синчето налог да се вклучи во истрагата поради неспособната македонска полиција. А македонската полиција, мислам дека Панче Точковски е должен да направи истражување без разлика дали ќе го санкционира неговиот прв братучет, неговите пријатели кои ги стави на чело на вилешката полиција или нема да ги санкционира, да кажи каде промаши македонската полиција. Го имаше пристушкувано палче или го немаше? Ако го имаше, зошто го имаше и како? Ако го немаше, зошто го немаше и што требаше да направи? Можеше да се спречи, не може. Или некоја бик мама е извадена од нафталин да води Робин Худовска истрага, за да може да ја топката да ја стави во друг правец, за да не се види што има направено како зафрканција македонската полиција. Ајде да завршуваме. Се сеќавате на интервјуто со Гоце Трајковски, кога овие двајца полицајци или високи инспектори во тогашното Министерство за внатрешни работи во време на Оливер Спасовски во СВР Скопје го сослушуваат и го испраќаат кон паркингот, го прашуваат дали таткото на Вања Ѓорчевска чувал куче од истата раса како Лјупчо Палевски Палчо. Што сакале да го прашат? Чувал такво куче или такво куче било присутно во домот на таткото на Вања Ѓорчевска? Но мислам дека истрагата која ќе се води на апелација и веројатно ќе се врати повторно во суд 1 или суд 2, Основен суд во главниот град на Република Македонија, ќе открие многу работи. И ја очекувам дека во наредниот период некои од овие кои се обвинети на доживотна казна ќе се скршат и конечно ќе кажат која е замешателството и сценарието на целата оваа работа. Палчо е врвот на ледениот брег. Тој е нарачателот на целата таа работа. Дали има некој над него? Кај е направена целата таа конструкција? Што е договарано? Што требало да биде правено и така натаму и така натаму. Има некои најави дека Красничи од Кондово е пуштен пред 2 недели на слобода. Зашто ќе биде корисен? Ќе имаме локални избори во Република Македонија или ќе имаме касапана на локалните избори во Република Македонија, што би рекол Мендух Тачи 2008-2009 година. Два града ќе кажем пред да завршиме ова водена политичка анализа. Кој ќе биде кандидат на влен во Чаир и дали Висар Ганију преку акцијата, преку операцијата на Ден Ларсовска, всушност само молесни низет меѓите да може да го пушти Висар Ганију низ вода. Гледате и пиерот на ВМРО ДПМН се покажа како некапацитетен. Наместо да излеза да речат сестро Данела Арсовска, па ова требаше 4 години да го правиш. Па затоа те ставивме, па затоа те избравме, затоа те промовиравме да расчисти со урбаната мафија во главниот град. Ти преспа 3,5 години и сега селективно водиш и наместо да излезат и да го донесат овој прв човек на организиран криминал кој се потекло цело зајас, да гони не само криминал во Чаир, туку криминал во сите општини каде што на власт се дуи партијата на Али Ахмети, гледате потврли. И Луке Галевски, целата таа пиар екипа на ВМРО ДПМН покажува дека нема капацитет да се справи со предизвиците кои им се случат на политичката сцена, што може да биде многу битно за пола година или за 1 година, кога ќе влеземе во една ферментирана, катализирана политичка разврска во Република Македонија. Значи, две општини ми се многу важни. Чаир и Кичево. Дали влен на Изет Меджити ќе го жртвува Кичево и за прв пат после територијална организација може албански гласови да завршат ке ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН нели Деспотовски 2 пати трчаше, мислам дека си каже Деспотовски, 2 пати трчаш, 2 пати не успеа да победи на локални избори од Дехари губи, кој е представник на ДУИ, градоначалник во Кичево. Дали може да се случи после територијалната поделба на Република Македонија, не е албанец, односно македонец да победи на локални избори во Кичево. И за возврат ВМРО ДПМН за Изет Меджити или некој кадар на Изет Меджити да гласа во Чаир. 4000 гласови. Влен партијата, односно коалицијата на Изет Меджити, чека 4000 гласови, ВМРО-ски гласови, за да може да победат на изборите во Чаир. Бидејќи изборите во Чаир ќе бидат всушност место кај што ќе се крши победата на локалните избори во Република Македонија. И ако биде Изет Меджити, например да биде реприза на претседателските избори Арбен Таравари и Буер Османи, Изет Меджити и Буер Османи. Буер Османи кој го шеташе Еди Рама по старата Скопска чаршија, веројатно има исто како Петри Шелегов кој го шеташе 2021 година, исто така беа Еди Рама, тука на тогаш Александар Вучич, го шета по Кеот, нели тогаш кога има направено поплочено Кеот покрај реката Вардар, овој сега го шета во старата Скопска чаршија, може би Буер Османи ќе има одредени амбиции, може ќе помини подобро, може ќе помини исто како Петри Шелегов, но може да има некоја епска битка
Низет Меджити и Бојар Османи за градоначелник на општина Чаир. Тоа што беше битката помеѓу Арабен Таравари и Бојар Османи. Бојар Османи го победи Арабен Таравари, кој тогаш беше лидер на коалицијата Влен или коалицијата Вреди, тоа е сега Изет Меджити. Тоа ќе го анализираме во наредниот период. Ова беше нашата вечерашна анализа, се надам дека и се допадна. Нова дружина недела во 22 часот, интервју и нова политичка анализа, вторник за часот и 30 минути. Дали поразот евентуален на Виктор Орбан повеќе ќе влие на Никола Груевски или на Христијан Мицкоски? Се гледаме.